Одбивањето на Бугарија да ги спроведува пресудите на судот во Страсбур во вторник, трета година поред, ќе се најде на дневен ред во Советот на Европа. Поради засиленото лобирање на Бугарија на состанокот на Комитетот на министри, се очекува да се понуди резолуција за затворање на случајот, пошто Бугарија повеќе не би била тема на разговор по прашањето на Омој Линден Пирин. Бугарскиот аргумент бил дека македонците ќе можеле да продолжат да аплицираат за регистрација, но партијата ќе им била регистрирана кога ќе ги исполнеле условите. Македонците од Бугарија критикуваат дека овие институции ја губат смислата на своето постоење. Мој впечаток е дека комитетот се чувствува немокен и не сакајќи да признае таа своја немок, глуми дека наводно пресудата е исполнета и сака да го затвори случајот, да се откачи фактички од него. Ако е тоа така, ќе биде навистина многу жалко, многу мизерно, бидејќи на таков начин самиот комитет, самиот Совет на Европа, пак и дури самиот суд за човекови права ја губат секој смисла од своето постоење, бидејќи ако можат пресудите да се затворат без да бидат исполнети, тогаш зошто луѓето би се суделе воопшто во тој суд за човекови права? Македонците од Бугарија стравуваат дека таквата резолуција би можела да биде донесена со премолчана согласност и без дискусија. Затоа пред неколку дена во Страсбур лобирале кај неколку делегации и представници на Комитетот на министри дека овој предлог е неоснован. Од МНР уверуваат дека и тие лобирале, а случајот бил дел од јавна расправа на која македонската страна ќе дискутирала и ќе ги изнела своите позиции. Од Советот на Европа не сакаат да коментираат за можноста да се затвори случајот на Омој Линден Пирин, без да се спроведат одлуките на Судот за човекови права. Велат настанот е од затворен карактер за јавноста. 4 пати годишно се одржуваат овие состаноци за спроведувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права. Најголем дел од досегашните препораки биле дека Бугарија треба да обезбеди регистрација на партијата на македонците. Не постојат механизми кои би ја присилиле осудената земја да ги спроведе пресудите на судот во Страсбур.